Празот пристигна на Штипскиот пазар, 2 вразаници за 120 денари. Свеж миризлив и што току донесен од нива, празот конечно се појави на тезгите во Штип. Купувачите веќе се снабдуваат, а продавачите велат оди како алва. Сега се купува за вкусен традиционален ручек, а од следниот месец ќе се пазари на големо, да има за цела зима. Со празот со место ќе направиме прашчи. Пиперчички се испражиме, без себе ќе извадиме, цели пиперчички со сиренци, со патлиџанче. Ти си јадеш и без леп може. И патлиџан, ако немаш место и патлиџан ќе направиш. Местото па скапа, ама ќе земеш, ти па ќе се прещиш, се поделиш на 3 пати. Ние от и двојчката сме само. Не ќе ме мрсне. Скапе. Колку цената? По 80 динара овие. По 3. По 3, ама 40 динара ночку. Поевтино ова, ево ти помало изгледам се. Да, ќе се зема, ама по реално цена да биде, а не 700-800 еден стоп. Добро, нека ќе се земе по 3 врзани, да. Па ќе се укаже жената, прас и месо може, ама месо добро, не е скапо. Добро е. Рано е, ја мислам за прас. Рано. Добри со синок ја беше, добри со. Продавачите велат дека граѓаните не штедат и не се двоумат, купуваат веднаш, без размислување, знаејќи дека празот е основна состојка во секој дом и есенскиот ручек не може да се замисли без него. Се уште не е голема количина, но зимат. Те сега пред малку на жена зема 2 врзенички за 120 динара. Струмичани. Корисен ли е? Празо е, можем да кажем, едно од најдобрите јадини. Празо се саде пролета, а излева сега пред они веќе излезен, меѓутоа го сега вадат од земјата. Ќе почнат да зимат веќе интензивно. Мала количина земат си. Зимат секој, се изготват и готват. Место праз баница, праз ориз читавче, за се. Празот се купува брзо и без двоумење, затоа што сите знаат колку е важен. Штипските домаќинки ќе го купуваат и за зимските денови. Вкусот на празот е непроценлив и секогаш присутен на македонската традиционална трпеза.